Врнежите од снег што во Соговијата почнаа во текот на ноќта и продолжија од рано изутрината го побелеа спортско-рекреативниот центар на Пониква. Иако снежната покривка е со дебелина од неколку сантиметри, таа им причини радост на љубителите на планината, најавувајќи ја престојната скијачка сезона. Снегот на Осогово не е прв во овој период од годината, со оглед што паѓаше и во средината на октомври, но поради високите дневни температури тогаш не се задржа долго. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека во следните денови ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, кои на места ќе бидат пообилни и поројни. На повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Во вторник пак, под влијание на студен бран, ќе дува засилен северен ветер, ќе има значително намалување на температурите и повремен снег на повисоките места. Од доброволното противпожарно друштво од Кочани ги известуваат граѓаните на општината дека по најавите за снежни врнежи на повисоките места формиран е тим со едно теренско возило. Тоа ќе им биде на располагање на сите заинтересирани за превоз на лица, храна и лекови. Редовното обновување на хоризонталната сигнализација во Кочани не е извршено квалитетно и според договорените стандарди. На повеќе места белата боја со која се обележуваат улиците е неквалитетно нанесена и размачкана по асфалтот, па наместо една се гледаат по неколку линии на коловозот. Очигледно изведувачот на работите не го обезбедил соодветно делот што е обележан, па при преминување преку линиите возилата оставиле дополнителни бели траги. Тоа предизвика и комични коментари на социјалните мрежи со прашања дали линијата е испрекината или полна. Сепак, ова не е единствената негативна забелешка што може да се упати за извршената работа. Уште поголема, па дури и посериозна грешка е што дел од хоризонталната сигнализација кај пешачките премини е погрешно обележана. Исцртаните триаголници, што треба да бидат известување и предупредување за возачите дека се приближуваат до пешачки премин и дека треба да застанат, се поставени од погрешна страна. Всушност, на асфалтот тие се исцртани после пешачкиот премин, наместо пред него, со што ја губат функцијата и предизвикуваат да забуни. Констатирајќи ги сопствените грешки, очигледно е дека изведувачот го прекинал обележувањето, па недовршен е и дел од пешачкиот премин кај пазарчето во близина на автобуската станица. Според подпишаниот договор со изведувачот, фирмата Валаски градба од родовишкото село Злеово за обележување на улиците во Кочани за период од една година, тоа треба да добие нешто повеќе од 9000 евра. Во договорот стои и дека нарачателот, во случајов локалната самоуправа, има право да побара запирање на работите ако тие не се извршуваат според договорените услови и според техничките прописи и стандарди. Со оглед на досега реализираното, очигледно е дека се направени грешки, зашто надзорните служби во општината треба да преземат мерки. По објавувањето на Facebook профилот на информацијата на Канал 8 за погрешно и неквалитетно обележување на улиците во Кочани, стигна и писмен демант од општина Кочани. Во него стои: општина Кочани во целост ги демантира информациите во објавата на Канал 8 со наслов погрешно и неквалитетно обележување на улиците во Кочани, белата боја размачкана на асфалтот. Посочената обележана бела линија од Стришанска чешма по должина на улицата Страшо Ербапче се од вчерашното бележење од страна на Македонија пат, заради тоа што посочените улици се дел од регионалниот пат Зрновци Пониква. Стручните служби од општина Кочани веднаш ги воочија овие недоследности и согласно на надлежностите од рангот на патишта реагираа кај државниот инспектор за патишта. Се вели во писмената реакција од Сообраќајната инспекција во општина Кочани. Локалната самоуправа на Виница ја продолжува реализацијата на започнатите проекти за подобрување на сообраќајната инфраструктура во населените места во општината. По завршувањето на подготвителните работи што се реализираа во изминатиот период, асфалтирана е улица со широчина од 3 метри и со должина од над 540 метри во населбата Градец. Вредноста на овој проект околу 3 милиони денари, средства кои ќе бидат исплатени од буџетот на општина Виница. Значи, парите од граѓаните се враќаат назад кај граѓаните за изградба на инфраструктурни објекти. Од утре продолжуваат градежните активности за асфалтирање на улиците Кирил и Методи и Никола Ган.
Асфалтирањето на улицата во Градец е дел од годишната програма на локалната самоуправа на Виница, со која се предвидува изградба на сообраќајна инфраструктура во градот, како и во населените места. Општинската организација на СДСМ од Виница со писмен допис до јавноста реагира на информациите од актуелната локална власт за реализирање проекти, а за кои се истакнува дека биле почнати од претходното општинско раководство. Го гледаме градоначалникот Миле Петков како манипулира со проектите кои во целост се дело на СДСМ Виница. Тој повторно се сликаше со проект направен и реализиран од претходната локална самоуправа раководена од СДСМ, а тоа е асфалтирање на улица во населбата Градец. Очигледно е дека не му се познати работите како тој треба да направи и да реализира проект. За да се заврши проектот, во овој случај асфалтирање на улицата во населбата Градец, потребни се околу 10 месеци. Кој може за 1 месец да реализира проект без да излаже, нека каже. Во прилог ви прикажуваме слики од примопредавањето на двајцата градоначалници, каде е наведено дека овој проект се работи. Сведоци се и жителите кои живеат во населбата Градец дека Миле Петков манипулира со оваа негова објава, се истакнува во писмениот допис од Општинската организација на СДСМ Виница. Викендов се играат надпреварите од 12-тото коло во втората македонска фудбалска лига Исток, во кое Осогово ќе гостува, а Виничка Слога ќе игра на домашен терен. Жолто-сините ќе патуваат во прилепското село Житоше на средба со дебитантот во лигата Братство, кому во есенскиот дел од првенството не му оди најдобро и се наоѓа на самото дно на табелата. Токму поради тоа и фудбалерите и раководството на Кочанскиот второлигаш гледаат нова шанса за подобрување на бодовното салдо. Амбициите веројатно се уште поголеми по минатонеделната убедлива победа на домашен терен против лидерот на табелата Слога. Освојувањето на нови 3 бода од ова гостување ќе им обезбеди многу помирна завршница и пауза пред пролетното продолжение. Според прикажаната игра на дербито со Слога, се потврди дека кога се сака може да се направи и невозможното, а победа против Братство и не е предизвик што не може да се оствари. Слога 1934 во ова коло ќе биде домакин на средбата со екипата на Локомотива од Градско, која е вториот дебитант во лигата и исто така е на дното на табелата. Тоа значи дека по минатонеделниот пораз во Кочани, виничани ќе имаат многу полесна задача да ги освојат 3 бода и да се задржат во трката за првото место. Сепак, влијание за тоа ќе има и средбата во Македонска Каменица, каде Саса ќе ја пречека Прилепска победа, која во моментот има 1 бод повеќе од Слога и се наоѓа на врвот. Средбите од 12-тото коло се играат в сабота со почеток од 13 часот. Македонската женска фудбалска репрезентација до 15 годишна возраст ги одржува своите подготовки на терените на спортскиот центар Истатов во Дојран. Меѓу нив се и 3 членки на фудбалската школа Фудбал Старс од Кочани. Јована Стојанова, Меланија Митева и Јована Наумова, заедно со тренерот Станкица Атанасова и со останатите репрезентативки, ги одработуваат тренинзите на еднонеделниот собир на најдобрите фудбалерки од младата репрезентација. Според информациите од Кочанскиот клуб, се работи напорно на техничка и кондицијска подготовка, а нашите девојчиња успешно ги спроведуваат поставените задачи. Со тоа, својот фудбалски сон го претвораат во реалност. Од раководството на Фудбал Старс истакнуваат дека се горди и веруваат во квалитетите на нашите фудбалерки, со што тие со право го заслужуваат државниот дрес. При тоа се додава дека со добра работа се очекува да се збогати репрезентативното јадро со уште неколку фудбалерки од Кочанскиот фудбалски клуб.